Добро утро, почитувани слушатели. По кратката пауза се враќаме назад. По одличната емисија во петокот. Вчера имавме мала пауза, имав одредени универзитетски обврски поврзани со моето студирање во Велика Британија, па морав да завршувам некакви задачи. Ви се извинувам што не ви удостоивме со емисијата вчера. Ова утро се надевам дека ќе имаме многу атрактивна емисија. Добро утро, Искра. Добро утро, Љупче. Сигурна сум дека ќе бидеме атрактивни. Имаме навистина интересен гостин. Јас секогаш сакам да разговарам со луѓе од кои што можеш нешто да научиш. Во Македонија имаш многу луѓе што сакаат нешто да кажат, ама малкумисна се луѓето од кои може нешто да научиш. Се служувам и секогаш емисиите со нашиот гостин ова утро, кога ми бил во телевизиските изданија, биле едни од најгледаните, никогаш досадни и секогаш да, можеш да чуеш нешто ново и да научиш нешто секогаш ново, иако мислиш дека знаеш во одредена област нешто. Од амбасадорот, еднаш амбасадор за секогаш амбасадор, поранешен во Бугарија амбасадор на Македонија господинот Маријан Ѓурчев. Министер, и министер, така економист, еден од најистакнатите економисти во македонската современа историја. Точно. Добро утро за Маријан Ѓурчев. Добро утро, Искра, добро утро, Љупче. Благодарам за поканата. Се надевам дека ќе имаме плодотворен разговор. Секогаш. Да почнеме со најжешкото прашање. Ѓурчев, вие сте биле дел, нели, од влада, ги анализирате политиките во изминатите 30 години, имаме промена на власта во Македонија и новата власт почна со сериозни активности поврзани со разбивање на корупцијата и криминалот во општеството. Имаше многу добра забелешка, вчера го прочитав, Зоран Јовановски, поранешниот потпредседател на СДСМ, вели, гледам телевизија, 80% од вестите се поврзани со полициски акции за разбивање на корупција и криминал. Ова е за тоа што народот гласаше. Апсолутно. Значи, јас давам целосна подршка на тоа што се случува денес во нашата македонска држава, особено од аспект на тоа што и сите целиот предизборен дискурс на ВМРО ДПМН како водечка партија во сегашната коалиција беше посветена на три работи. Прво, формата на управување, подобрување демократските стандарди во управувањето и понуда до сите политички партии во Македонија за соработка. Второ, борбата против криминалот и корупцијата. И третиот елемент е развојот на оно што представува непосредна демократија, конкретно преку локалната самоуправа. Од тие три елементи, секако дека најгорливо прашање на граѓаните, после сите анкети што ги видовме, беше прашањето за борбата против криминалот и корупцијата. Прв пат, јас колку се сеќавам толку анкетирање од 91 година некаде наваму, прв пат, значи, криминалот и корупцијата можеби ја престигна социјалната проблематика, проблемот на невработеноста, проблемот на ниските плати, кој што во Македонија на почетокот првите години беше една, би рекол, страшна категорија, кај што 227.000 луѓе останаа без работа од 91 до 95 година. Така што сосема оправдана оваа акција на Министерството за внатрешни работи. Еве, Ѓорче, сега ќе ви кажем како изгледа нашата држава. Ова радио, мојата компанија, која го има брендот Лидер МК, од 2020 година никој ни немаше пратено решение колкав данок на добивка треба да платиме. Значи 2020, 21, 22, 23. 4 години. Не може да ве најдат во регистарот некаде. Не. Значи секоја година ние си пријавуваме добивка, нашиот сметководител си поднесува завршна сметка, но никој не ни испратил решение колкав данок на добивка треба да платиме. И сега јас се смеам, викам, ние во овие 4 години на владата на СДСМ им се качивме на глава. Не им текна ниту на нив егоцентрични да бидат, дај бе видете овој треба ли данок да плати. Дојде новата влада и во рок од 2 месеца добивме решение колкав данок треба да платиме за изминатите 4 години и нормално сега си го плаќаме данокот. Тоа е поголем износот, но ќе се плати затоа што сепак работи компанијата. Можете ли да замислите колку неодговорни биле кон себе? Значи, на 4 години да не побараш сега
сумата веќе е наталожена, негде се помалку од 10.000 евра, но не се мали суми на пари. Не ги ни побарале од нас, Георги. Добро, токму тоа е показател, таа реченица, нели, ние патуваме кон Европа без да се завртиме назад во земјата, што правиме, фактички резултираше да не побараш данок воопшто, не побараш данок. И кој знае колку фирми се значи, така. ја дури едно време размислував, дај да идам, викам јас да си платам ова даноков, иако немам решение дека треба да го платам, знаете. И не само данокот, тука се работи за огромни дубиози во фондот за здравство, огромни дубиози во фондот за пензиско. Значи, јавниот долг пречекори 60%, надворешниот бруто пречекори 85%. Значи, седо тоа покажува дека една негрижа за она што граѓаните ги чека во иднина, посебно вас младите. И ние вака повозрастните треба да се секираме за тоа, треба да мислиме на тоа. Да, но дали системот, дали можеби плански искра, извини што после преземаш ти, дали можеби системот плански сакал да ја уништи, да ги уништи институциите и да го уништи она што се нарекува држава. Погледнете што ни се случува, еве сега има полициски акции, секој ден министерот за внатрешни работи ни објаснува како фатиле некој дека ги пробива акциите, дека дава информации за тие акции. Ние судскиот систем ни е тотално во една девастација. Јавниот сервис е тотално девастиран. Армијата е гладна и необлечена подолго време. Дали некој можеби заговорнички и намерно, плански го уништувал системот за буквално оваа територија да престане да биде држава? Ако земете дека таа гарнитура на власт која што беше од 31. мај 2017 дојде преку еден вид револуција, од тие обоени револуции, ништо различно од Мајдан во Украина, ништо различно од во Грузија, ништо различно од Тунис во Либија, во Египет, во Сирија, само малце поелегантно изведена и многу по, би рекол, културно, на сепак ние сме предворето на Европа и носиме некој европски, нели, бренд кој што и во делот на политиката, за разлика од Блискиот исток или за разлика од истокот на Европа. Во тој контекст, таа револуција ги донесе своите негативни плодови и тие неплодови се одразија во распадот на државата. Едноставно, после револуција, секоја револуција гаде своите деца и таа шарена револуција наречена кај нас допринесе 7 години, точно 7 години, системот на државата да се распадне и тоа, би рекол, се согласувам со вас, Јупчо. Погубно, да не може да се врати. Тешко може да се оправува. Одново се градат институциите. Токму тоа беше причината за такво јасна уредба референдумска, би рекол, поддршка на ВМРО ДПМН и на и на другите партии кои сега се во коалиција. Сите гледаат и како последна сламка за која што треба да се фатиме и да изградиме повторно еден македонски систем на вредности кој што полека беше разнебитуван. И на надворешен план, не треба да забораваме на кој начин беа подпишувани тие договорите со Бугарија и Грција, апсолутно спротивно на македонските интереси, служејќи на интересите на туѓи држави. И сметам дека тоа е одговорот. И сега граѓаните чувствуваат, синоќа седев на едно место со едни мои пријатели, тие се радуваа на пресконференцијата на министерот за внатрешни работи. Да, мислам дека не се радува. Едноставно луѓе кои што не се припадници на да речеме актуелната да речеме позиција, тие се мои школски другари, веќе повозрасни луѓе од гимназијата Корчагин, си седевме, си разговаравме, тие се радуваат затоа што гледаш, вика, функционира Македонија, може да работи Македонија, не се плашат македонските, не се плашат македонските власти. Може да зајадливи коментари од слушателите, вели ВМРО го отворија лидер како пупка данок да се плати, не отвори нас ВМРО. Значи, тоа е обврска која ние ја имаме кон државата и ние не се срамиме од таа обврска. Именно ти сакаш да си платиш данок, а не можеш. Суштината е дека кога доаѓа некој да ви плати данок и кога плаќате данок, вие плаќате данок за системот да функционира. Вие плаќате данок за вашето дете да учи во поубаво училиште. Вие плаќате данок за вие да се движите по убави улици, за да имате пруги. Кога плаќате данок, вие придонесувате за општеството. За јавното добро. За јавното добро. Тоа е. Искрен? Како зачин, ајде, или негативен, во негативна смисла, но ова што го зборува Љупче, дали некој
заговараше да стигнеме до тука, до каде што стигнавме и тешко ќе ни оди опаравувањето. Имате многу интересен наслов на последната колумна. Етничката политика во современието е една од причините за кризите во македонската држава. Аналогно на она што го зборувавте досега. Се разбира дека една од клучните причини кои што не следи нас од формирањето на независната држава, токму за тоа и посветена колумната, е проблемот на тоа што ние не ги разрешивме проблемите на еден конститутивен македонски народ и етнички заедници или малцинства кои што живеат на територијата на Република Македонија. Што значи, амбасадора, не ги разрешивме проблемите? Па не ги разрешивме од самиот почеток, ние имавме еден устав кој што барем јас сум од тие генерации кои што го учевме тој устав, нели? И во средно училиште, подоцна и на факултетите, од 4-та година, во кој што точно беше одредено што представува македонската држава, кој што беше продолжение на АСНУ и во кој што точно се дефинираше улогата на еден конститутивен народ кој што со јасно изразена граѓанска народна волја се определил да биде субстрат, национален субстрат на Македонија, како што впрочем во соседните држави околу нас, бугарскиот национален субстрат, српскиот национален субстрат, албанскиот во Албанија, грчкиот во Грција, се определи да се создадат своја држава во која што носител на суверенитетот и самоопределувањето е нивниот, да речеме, бугарски, српски, албански и грчки национален субстрат. Ние македонците некако веднаш од самиот почеток, при носењето на првиот устав, почнавме да дискутираме дали со тоа што албанците не сакаат да бидат, албанската етничка заедница не сака да биде малцинство, туку се во тој метежен период на распаѓање на Југославија и Советскиот сојуз, распаѓање на социјализмот, значи се јавуваат нормално етничката политика, се чувствува како една похохезиона сила, која што им дава на припадниците на таа етничка заедница поголема заштита. И ние тука требаше многу поенергично, многу поздраво, многу посилно да ги дефинираме работите дека, чекајте луѓе, оваа држава е правена со синтагмата Македонија на македонците. Сите други граѓани во Македонија, концептот на граѓанска држава требаше да го преточиме така. Да, ние сме сите граѓани во Република Македонија и граѓани македонци, делови од македонскиот конститутивен народ и граѓани од сите други етнички малцинства. Ако така ги поставивме работите, тогаш државата ќе беше граѓанска. Тој обид 2001 година, простете, после молениот конфликт, не успеа да се разреши кај нас на вистински начин. Од граѓанска држава која што почна некако срамежливо 91 година да гравитираме кон таа граѓанска држава, место да изградиме вистински тој однос член 1 Македонија е држава на сите граѓани и потоа да се каже кои се тие граѓани, припадници на конститутивен народ и на етнички малцинства. Второ, службен јазик во Република Македонија е македонскиот во надворешно. Трето, правата на сите загарантирани граѓани се тие и тие во делот на индивидуални права и колективни права, и така че имавме устав. Ние место така да работиме, ние ги претворивме Македонија во држава на етнички колективитети. И дојдовме до тука другите етнички заедници да се изjednačуваат со македонците и да не нарекуваат и нас етничка заедница, етнички колективитет. Да, при тоа им се загрузени правата. Тоа е недозволено, затоа што, пазете, не само тоа, ние тврдам, јас учествував во тој рамковен договор, бев таму 40 дена, најтешкиот период од мојот живот. Учествував во сите преговори, ние, таа наша тројка што беше предводена тогаш, например, Георгиевски, Димовска и јас, бевме цело време, другите партии, така беа и ДПА, Џафери, Тачи, другите партии СДСМ и ПДП се менува, и да други, но точно знам што се договаравме. И со Пердју, и со Леотар, и со нашите советници на председател Трајковски, Фрчковски. Да, но денеска дуи вели ВМРО го загрозува рамковниот договор, дуи денеска вели ВМРО е против албанците и дуи денеска отворено нели се заканува со нови конфликти, нови оружја, дека ќе се бореле за правата на албанците. Вчера многу интересен одговор им даде Мицковски дека владата работи против албанците, нели нивните тврдења вели даваме 25 милиони евра за универзитетот Мајка Тереза. Како тоа ние сме против албанците? Токму тоа сега да кажем, ако ние го погледнеме. А вие не сте давале ништо 7 години на власт. Тој универзитет практично го основа владата на Груевски. Овие го држаа на шкрги, не му дозволуваа да се развие, и сега новата власт. Во тој дел, значи ако некој го подигна нивото на градење на односи со албанците, јас морам да кажам дека таа влада во која што јас учествував, 98-2002 година,
со ДПА имаше и повеќе структури, беше Демократска алтернатива едно време, беше и Либерално-демократската партија, потоа влегоа и други, после беше техничка влада после војната, после рамковниот договор. Главен проблем во Македонија е мистификацијата на рамковниот договор. Рамковниот договор не е ништо друго освен хронолошки акт, архивски акт, кој што е преточен со 15 амандмана во уставот на Република Македонија тогаш. Значи, тоа е завршено. Рамковниот договор нема што да се толкува и нема право никој да го толкува. Ако некој сака да дискутира за правата индивидуални и колективни на граѓаните на Македонија, независно од дали се од етничките малцинства или како ги нарекуваме со рамковниот договор делови од народ, тогаш дека се повика на тој и тој член од уставот и да каже зошто таа одредба или тој член или тој став но тој член не соодветствува на тоа што представува желба, волја и интерес на граѓаните од тоа етничко малцинство. И тука ние тврдам дека нашиот устав софинскиот, кој што дава на 8% шведско население право што го имаат албанците во Македонија, и словеничкиот кој што дава на австријците во Долна Штаерска во Марибор и на италијанците во Копар и Изола, исти такви права како што дадовме ние употреба на двојазично во пасошите, во личните карти, употреба на јазикот, употреба на символите, знамињата. Сето тоа беше на некој начин не проевропски, тоа беше и во овој момент сигурно во трите најдемократски европски устави на нашиот устав. Впрочем, не заборавајте. Јас имав една дебата на една телевизија. Да, ма ги немаат овие земи што ги наведовте ваквите проблеми. Значи во контролните, ако може би не е пресилен збор контролните механизми е проблемот на терен, што не успеваме да оваа пренагласаност на етничките заедници за нивни наводни неправа или немање права да ја сузбиеме, да ја контролираме, јас не се служувам во ниеден момент дека немаат права, имаат многу повеќе права. Ние последниве години, десетина нека сме граѓани од втор ред во сопствената држава како македонска заедница. Добре, иако не сакам да зборувам за македонска заедница, бидејќи ние сме државотворен народ. Не мислам дека сме граѓани од втор ред, мислам дека само едноставно сме иритирани од тоа дека некој сака да ни го земе правото да живееме во граѓанска држава. Главниот проблем не е тука кој од прв ред и втор ред, главниот ред е што воопшто... Да, ма кога ќе отидеш на клиника и каде што порамковен се вработени одредени административци од етничка заедница, за пациентите од оваа етничка заедница има побрза услуга отколку за нашите Значи, не би го прифатил овој твој коментар дека е така. Знаеш, помалку треба и ние да научиме да живееме во една мултиетничка различно, знаеш, но суштината не е во тоа. Суштината е што воопшто државата низ призмата на етничката припадност ги гледа луѓето. И тоа е најголемиот дефект системски во Македонија. И системски и она што представува градење на таков однос. Значи, повторно ќе кажам, мистификацијата на рамковниот договор. Никој не зборува за уставот на Македонија, колку е тој квалитетен. Дали овозможува како рбет на она што представува законодавството во Македонија, дали овозможува поквалитетно, подоснежно преточување на објективната норма, тоа е правната норма, нели имаме етичка норма, тоа е политиката, субјективната димензија и објективна димензија, правната норма. Дали уставот дава таква ширина да бидат сите задоволни во најголем дел граѓани на Македонија. А ние тоа не го правиме. Ние цело време се повлекуваме, ние не сакаме да кажеме, јас на пример сум горд на тоа што имам пријатели, не е битно, албанци, тоа не е за македонски државјани. Значи така треба да гледам. Ако јас во владата на Македонија сум бил најдобар пријател со Бесник Фетај, и денеска мој голем пријател, член на влада, или со Фатмир Етеми, член на парламентот, тоа значи дека ние сме изградиле кохезија, дека ние комуницираме, ние пиеме кафе заедно. Кога дојде Бесник во Скопје ме бара, јас седам со мои пријатели Ракип Дочи, Джевдет на Суфија од Струга кога ќе дојде. Тоа е пријателство. Ама тоа е граѓанско пријателство, така го градиме. Еден кон друг доверба. Тоа не се постигнува со декрет. Да, не се постигнува со... Агим Јонус ви реплицира, вели, добар коментар има, вели, грешката е кај македонците амбасадоре, вели Агим Јонус. Зошто очекувате дека албанците ќе бидат тие што ќе градат нација? Иницијативата, борбата и сите
нели механизми за градење нација, ниту А од акција не видоа. Значи, Аги Албанец ми вика, чекај се, како очекувате ние да ја сакаме државата, што е стварно така, кога вие не ја сакате државата. Вие ја уништивте државата. Значи, слабостите, апсолутно. Јас тоа го кажував, слабостите се пред се на оние кои што, например, на крајот на краиштата, пак ќе кажам, ние како македонска нација требаше да создадиме еден амбиент во кој што прво основната работа е емоцијата кон својата држава, љубовта кон државата. Ние на сосема поинаков начин избербативме се. Избербативме дека немаме добра политика, избербативме дека немаме добро здравство, избербативме дека немаме добро образование. И на таков начин однесувајќи се, ние покажуваме дека ние не си ја цениме државата. Гледаме другите што прават, се повикуваме на тоа што прави Србија, го гледаат Вучич, не знам, го гледаат од друга страна Еди Рама, го гледаат Борисов или не знам кои нашите соседи, која говорам сега. Значи ние самите себе си пукаме во нога и велиме дека ние како држава не сме кадарни да си организираме државата, и тука е предлогот сосема на место. Меѓутоа има една друга работа. Ако ние погледаме дали во однос на не се работи за сакање на државата на етничките малцинства или делови од народи кои што живеат во други држави. Факт е дека тие држави кои што се околу нас цело време на некој начин и тие со одредени мерки и постапки, изјави во јавноста или пак провокации се однесуваат негативно кон македонската држава. Колку да ви дадам примери од Грција, од Бугарија, од Србија, од Албанија, изјава на Еди Рама, изјава на Вучич, изјава на Борисов, изјава на овој што е грчкиот премиер. Значи едноставно ние треба да престанеме да гледаме во туѓиот двор, да си гледаме дома и да се бориме тоа што представува наша заложба, како да градиме. Нашата заложба, ние сме единствена држава на Балканот кој што етницитетот го гледа како култура. Тоа е моето видување на нашата држава. Многу поразлично од оние држави кои што монолитно се однесуваат како кон својот национален супстрат, туку етницитетот треба да го гледаме како култура, како културно разнообразие и регионален идентитет. Треба да работиме на тоа. Да. Зошто да не работиме? Зошто да не кажеме, да не се гордееме дека ние сме постигнале највисоки демократски стандарди? Затоа што треба реципроцитет, не е само да се трудиме ние како ние треба да подадиме раката. Ако тие не одговарат од другата страна, еве конкретно и кон кој сакате сосед? Сакате кон Србија, кон Бугарија? Дали вие гледате на емисиите сега што се случува, последните емисии на Видик и тоа на македонска телевизија? Секој наш манастир е српска задужбина. Најголемата слика на Душан Немањиче во Свети Гаврил Лесновски, во нашиот љубчест Ѓорѓи Полошки, Свети Ѓорѓи Полошки, кој што ви исто така има огромна, таму има огромна слика, не знам кој, и тоа се излегува еден, тоа е веќе атак, ај што имаме атак преку тоа што гледаме сите спортски канали на српски јазик, ај што имаме атак од пеачите на Турбофолкот, што имаме атак и тоа, ај што имаме атак, значи ние не се браниме, ние не кажуваме. Во делот на спортските канали веќе оваа држава спрема одговори дека се очекува дека веќе од наредната година спортските канали и спорт клуб и арена во Македонија ќе бидат со македонски коментатори доколку сакаат да оперираат. Тоа е навистина важно. А второ, ние културолошки Маријан, колку сега ова да им звучи на нашите слушатели дефетистички, ние културолошки веќе сме дел од голема Србија. Затоа што кај нас во медиумите најпопуларни се српските пејачи, најмногу се гледаат српските филмови, нашите млади се повикуваат на примери од српските јутјубери. Ние со Србија веќе Савлевич те слуша така. Значи не се види, јас немам никаква омраза ниту кон Србија, ниту кон српскиот народ. Сосем обратно. Како е природно? Па имено? Како е природно? Заради близината на јазикот. Абе добро, ама природно беше Тоше Проевски која го слушаа сите, тоа беше природно и супер беше. Ама ние кога извезувавме во регионот наша култура и наши вредности, ние сега во регионот не извезуваме ништо,
зборувам исто како у економија сме и во културата. Српските пејачи во Бугарија одлично котираат Апсолутно, со чалгата бугарска, со бугарската чалга. Ама Инаку пази, има И сега ќе ви кажам, само да вие кажам можете нешто. да зборувате што сакате за Бугарија, но ако отидете во Скопје во кафана, ќе слушнете кој би рекол чуда да се десе. Ќе слушнете српски шунт. А доколку отидете во Софија во кафана, Препеани ќе на слушнете македонска традиционална народна музика. Така што ја како македонец, да бидам искрен, поубаво ми е у Софија да отидам у кафана него у Скопје. Поише мојата култура ќе можам да ја видам таму од што ќе ја видам овде. За годините ми даваат вака за право, значи јас морам да кажам. А вие сте били и сте живееле во Софија како амбасадор значи, таму. не само како Така амбасадор, што- јас од многу одамна, значи од 63-та година по родбинска линија, по кавдаречка родбинска линија, кој што луѓе, мојата баба имаше роднини во Благоевград и во Софија, така што таму сум 60 години, тоа е половина век. Друго е работата. Сакам да кажам нешто што ретко кој го кажуваат. Проектот на Турбо Фолкот и Шундот беше проект на Љубиша Ристич, гениален режисер, кој што му помогна Милошевиќ да растура Југославија со тој Турбо Фолк и Шунд. Пазите, тоа е голем проект. Да се тоа културолошко. Тоа културолошки да ве бомбардират, си замина сармата не ја проба или твојата црна коса е бела како снег. Мислам, тоа беа ступидности кои што ние ги прифативме и така успеа таа Југославија која што беше навистина со различни културни вредности. И конфесионални, и културни, и етнички вредности. И успеа да Интересна растурат. теза која Да, меѓутоа ние македонците во првите години, морам да кажам тоа, па и во владата кај што бев јас, ретко имаше концерт на Турбо Фолк во Скопје 98-2002. Не изградивме механизам на кој што имаше заштита на македонската културна вредност. Па на крајот на криштото во Бугарија сега го зборувате и последните години, јас кога бев таму 2016-2020, имате 10 српски ресторани, Лесковачка мучкалица, Лесковачка плескавица, не знам какви има, ама таму нон-стоп идат сите пејачи и јас сакав да организирам со Сашко Насев, нашиот тогашен директор на културен центар, концерт на танец во нивната арена. Таму одат за тие 4 години поминаа 20 српски големи звезди од Турбо Фолкот, кои што ја ангажираат арената, таму е полна со 7.000 или 8.000 гледачи. Ние не успеавме да добиеме никако да дојде нашиот танец да организираме за оние бугарски граѓани кои што имаат, ајде да кажеме, не само чувство дека се со македонска етничка припадност, туку и симпатија кон Македонија. И Не поврзаност успеавме. И поврзаност. Говорени од Не Македонија. можевме. 4 години не можевме да го донесеме танец. Тоа Ама сакам да ви зошто? кажам. Поради танец или поради Бугарија? Поради танец. Значи, тоа треба И да поради бидеме државата. искрени. И поради нашата Значи, македонска тоа држава. треба да бидеме Ние искрени. направивме и тоа Значи- пази направивме спонзори од луѓе кои што се наши, нели таму, и самите ние да се вложиме со Јас културниот, направивме да дојде танец, да направиме голема Сите природа. сме во автомобил наутро искра. Јас на билборди во Скопје гледам концерт на Ацо Пејовиќ, концерт на Саша Матич, концерт на Теа Тејровиќ. Јас не сум видел во последните години само постери имаше Калиопи, немаше ни ни билборди. не доминираат македонските пејачи, не нивните доминираат рекламни македонските простори, да. пејачи. Од мапата не заобиколуваат сите сериозни, нели, светски музичари големи. Ние ни се случи, како се викаше оној виолинистот Андреј Реу. да. Реј, Андреј Реј. Да. Човекот откажа концерт во Скопје затоа што немаше доволно карти продадено. 2014 година после на голема звезда што била во Македонија беше Боб Дилан, кој значи Боб Дилан не знам Мистер Тамбурин само спомни и готово заврши. Во светот на рок н ролот бев на тој концерт, имаше 450 луѓе. Бев и јас на Боб Дилан. Да. Моје време е Боб Дилан. Колку малку луѓе имаше таму. Да. И сега, ние сме во еден културолошки нокаут, затоа што видите дури и Србија има шунт музика, но во Србија имате и квалитетна музика. Во Србија имате и филхармонија. Безусловно ги сакаат сите стилови своји и тука е точка Нема во дилема, прашање. нема дилема по тоа. А ние немаме ништо освен српски турбофолк. Ние немаме продукција. Еве керка ми е музичар, композитор, се работи на тоа, работи многу со Италија и со Австрија и
таа патува и во Белград, патува и во Загреб, кажува дека ако тие прават, не знам, 500 песни, ние правиме 5. И тоа е огромната разлика, значи немаме продукција. Прво немаме продукција, второ она што вели Лјупчо, немаме ние поддршка масовна за да можете вие, еве, јас ќе кажам еден пример, кога бев градоначалник 2009-2013 во таа ЕСА, па се тркаа градоначалниците на ВМРО ДПМН од Прилеп од Каница да го донесат да донесат Цеца Величковиќ, да го донесат Здравко Чолич. Никој не му текна, освен ние у Драчево на 3 круши, што ги собиравме Верица Ристевска, Драган Мијалковски, Мики Јовановски, Џафер, кои што толку беа скромни, толку јас ќе ги соберам, велам, ај сега да направиме една македонска нова година, па Селимова Желчевски да ги донесиме од Белград, Бог да ги прости. Ама амбасадор, знаете што е сега патизата на актуелните градоначалници, дека не може да продадат, нели, вино, пиволент и такви манифестации кога ги викаат српски пејачи, дека со македонските не се пиело толку. Тоа е едно од оправдувањата. Но нема оправдување тука, кога градите културолошка вредност. Веселбите поголеми, кој алкохол може да се спие храна, да се продаде. Бидете малце поатрактивни за да имате повеќе гледачи. Јас им велам, па дај да почнеме порно да снимаме. Тогаш сите ќе не гледаат. Да се собликуваш наутро. Да се подсекувам наутро, да почнам тука да се глупирам. Не е само ти да добиеш на квантитет. Треба улогата и на медиумите, и на општините, и на државните институции да наметнеш. Е да го едуцираат народот. Да го едуцираат народот. Тоа е задачата на јавното добро, а не да го трујат народот. Ние наместо едукација на народот, сега имаме институционално утопување на народот со оваа шунт култура која и државните институции многу често ја дават. Ало, Кавадарци е градот на Никола Бадев. Во Кавадарци за Нова година и за Тиквешки Гроздобер мрсул што не фрлаат на нив у Србија доаѓаат да пеат. Тоа е главниот проблем. А Никола Бадев тивко пееше, ама надалеку се слушаше. Еве сега се најжив наречени значи, надалеку се слушаше. Иначе има една реакција од Оливер Трајковски, мислам дека не ја следи емисијата или не ја следите од почеток, вели зашто Ѓорчев не кажува Македонија туку македонска држава, да секако дека кажа. Неколку пати Македонија. Да не, поздрав до Трајковски. Некако врати стрим. Поздрав и за тоа што македонската држава, фактички придавката македонска кога употребите е многу силно тоа. Значи македонската држава, тоа сме ние. Одиме, од тоа нема посилно, мислам да кажете. Одиме со една кратка пауза за реклами. Имаме многу интересни коментари, имаме слушатели дури и од Бугарија. Велат, пуштајте македонска музика, верувајте, убава е. Не зафркава. Значи, луѓе, сериозен проблем имаме, знаете? Да, сериозен проблем имаме, многу убава дебата имавме во првиот дел. Ѓорчев, да се вратиме на ова со сузбивањето на криминалот. Прашањето ми е, знаете, и СДСМ многу ми ќе речат кога дојде на власт, заедно со СЈО, имаше судски процеси, се обидуваа некаква корупција да сузбиваат. На крајот сето тоа во затвор заврши единствено Ѓоко Поповски, за кој него не знам како изгледа човекот. Он излезе дека бил единствен виновен за корупција, сите други излегоа слободни. Сашо Мјалков беше возач на директорот на затворот и токму поради тоа не беше во затвор. Кордана Јанкуловска одлежа 4 години. Да, ама добро, нејзиното не беше, мислам, уствари два тројца само јавна набавка. За два тројца само легна. Прашањето ми е, постои ли воопшто шанса оваа држава да се пресмета со корупцијата? Вие ги гледате работите од внатре. Сте работеле со сите кои немате ниту една корупцијска афера позади себе, но сте работеле со сите овие кои подоцна завршиле во корупција, сте биле дел од иста влада и така натаму. Ги знаете од внатре, го знаете судскиот систем, ги познавате луѓето. Постои ли воопшто шанса во оваа композиција организираност на државата власта да се избори против корупцијата и организираниот криминал? Сега сум непоправлив оптимиста за Република Македонија, затоа што сум бил во сите сфери на општествениот живот.
сум бил во непосредна демократија, локална самоуправа, сум бил во влада, во парламент, сум бил во агенција за приватизација, еден многу сензибилен, би рекол, дел од нашето општество, кај што многу луѓе пострада, сум бил и представник на Македонија во странство, и мислам дека ние имаме сили да се разбериме со овој феномен кој што не е наш, тој е светски. Според мене, корупцијата и криминалот се продукт на капиталот, на капиталоодносот. Борбата за профит не бира средства. Борбата за профит, еден дел од борбата за профит се разбира дека и она што значи коруптивните влијанија, секој договор кој го подпишувате, дали го подпишува Rheinmetall за леопардите или не знам кој BlackRock за не знам што, или Дупон за изнајмување земјиште во Украина, се покажа дека покрај одредбите за производниот аспект или преработувачки капацитет се одржи и клаузула колку ќе земе Хантер Бајден или колку ќе земе некој друг таму функционер или колку некој трет функционер или корпорација во тој дел. Така што корупцијата е еден светски феномен и таа е придужба на капиталоодносот. Капиталоодносот има анимален карактер. Таму нема емоција, таму нема ништо. Тука само има една тенденција профит и само профит, поголем профит. Така што нашиот преход кон капиталистички систем, кон либерална демократија, кон тоа што представува парламентарна мандатна демократија, ги донесе сите овие нус продукти и нашиот систем до 98-9 година во однос на тоа што представува старата југословенска структура, преку Македонија преточена преку нашата социјалистичка држава, имаше, би рекол, еден многу ригиден однос и кај на се до октоподот, малото октоподче на СДСМ со ТАТ, со Алфа С, со кои беа штедилници таму, ние немавме некоја поголема афера во Македонија. Значи немаше афера која што освен неколку, би рекол, спорадични случаи инцидентни во однос на Србија, Бугарија, Албанија, распад на системот, значи ние државме. Меѓутоа, после октоподот, после тоа што се случи во 97 година, после продолжувањето на затварањето на предпријатијата, значи тие 12 загубари што беа, се затвори Хемтекс, се затвори Охис, се затвори 11 октомври фабриката и периодот кога беше на власт 98-2002 ВМРО ДПМН, дополнителен контингент од 100.000 луѓе остана на улица, тој процент се зголеми, а никој од тие што беа одговорни за Алфа С, за ТАТ, за други работи, за приватизацијата, конкретно имаше контроли во приватизацијата. Јас кој бев директор направивме 5-6 контроли и за одредени ситуации имавме и конкретни сознанија. И тие конкретни сознанија беа преточени кај јавниот правобранител Петар Стоилов, од тука натаму штама. Од тука натаму штама. И тоа беше слабост на системот. Кога дојде СДСМ на власт 2002 година, правна една хронологија, тие затвараа политички. Тие го затворија Војо Михајловски за секретарот на партијата за не знам какви пиджами кои што ги купува директорот на Гевгели или директорот на Кавадарци болницата. Го затворија Ламбер Нудов за нешто, за проценка по која што Бучковски и Шекеринска го продадоа електростопанство на Македонија. Значи имаше политички затварања, немаше борба против корупцијата. Немаше некој што одговараше за коруптивни активности. Едноставно потоа дојде повторно ВМРО ДПМН. Да, но сега од СДСМ ќе речат па и овие се политички затварања. Ќе речат и ова сега еве гледаш. Па се они може да речат. Ама тоа може да кажат, меѓутоа имате друга работа сега. Јас секој сум бил поборник на тоа, има еден закон кој што сите политичари, сите суди, сите обвинери подпишуваат таму кога одите стапувате на функција, а би рекол би требало и сите други стопанственици, јас сум бил стопанственик, да подпишете. Јас сум подпишал до сега 5 пати кога стапувам на функција, 5 пати кога заминувам, што имам како имот, што имам кога заминувам како имот. И тој имот ми е, за речеме, постои. Таа документација постои. Гледаме дека со црните листи Соединетите Американски држави се обидуваат да помагаат. Може ли да се подприме на САД за да искорениме корупцијата во Македонија? Можеме да се подприме на САД во смисла на тоа дека така се рачуна дека таа земја е храна на демократијата и дека нивните црни листи упатуваат на одредени недозволени активности, ама ние тоа треба сами да го направиме, сами да докажеме. Еве како ќе докажеме. Прво треба да се докаже, тоа е мојата девиза. Јас сум за тоа да се провери имотната состојба на сите луѓе кои што биле во политиката.
Сум за тоа. Не се тоа многу луѓе во Македонија. Еве, вие сте биле во политиката, нема да најдат кај вас некое енормно збогатување, зголемување на имот. Па не, ја можам така да зборувам за тоа што ја живеам во стан кој што сум го купил со кредит од Стопанска банка, таму бев во функција основна, 87 година, уште таму си живеам. Значи, не можете вие, колку ви е вашата заработка како политички функционер? Колку имате вие? Плата имате некоја, добре. И колку може да заработите? Може да се израчуна за 30, јас имам 40 години служба, за 40 години служба во социјализмот и капитализмот, колку сте заработиле, колку може да заштедите и што може да купите? Не може да имате вие фабрика. Не може да купувате вие во трговски центар 10 дуќани. Да, но да не се лажува на политичките елити, никогаш не им одговараше потеклото на имотот да се чешла на сите. Ама законски е да се чешла. А некој може ќе објасни. Некој може направил преку криптовалути. Некој може направил преку некои бизниси. Се е тоа легално. Се е легално. Владко Ѓорчев има во неговиот анкетен лист дека се до акции во вредност од 300.000 евра и му се нафрлија он како, што, каде, а може едноставно си почнал пред години помалку да си инвестира на берзи, Standard и Poor's таму му се според она што пишува, си почнал да си инвестира, не знам, по 500 евра, по 1000 евра, по 2000 евра, парите се наголемени за 14 години, стигнале до толку колку што се. Знаете што е трагедијата во Македонија? Трагедијата е кога вас ќе ви направат политички притисок, кога за 3 акции земени за кредит 87 година од Стопанска банка, ќе ви покренат проверка на имотот, за 3 акции, знаете како банките стана капиталистички банки во Македонија, ќе земете кредит, јас тога земав 20.000 марки кредит, и продадов куќи у Кавадарци, за 20.000 марки кредит морате за 2.000 марки да купите акција од Стопанска банка, основна банка. Тоа беше законот на Анте Марковиќ. Ако земете као млекара 2 милиона марки кредит за да купите сладоледара, 200.000 марки морате да купите акции. Подоцна кога отиде Скопско поле во стечај, тие акции ги откупи некој, ги откупи Фершпет, ги откупи друг, ги откупи трет, и така банките стана акционери, тие што ги откупи акциите од тие фирми кои што беа општествени. Тоа беше капитализацијата во Македонија. Да. Апропо тоа, значи вие кога имате таков еден систем, вие кога покrenувате за 3 акции кои што ви се наложени од банката да ги купите и кои што вредат 9.000 денари, и вие правите проверка на имотот на судијата Гордана Ѓорчева, мојата сопруга, која што ми беше копартнер. Јас добив 17 акции, жирант. Јас добив 17 акции, жена ми доби 3 акции. Вредност на тие 3 акции беше 9.000 денари. И тие ги извадија сите фасцикли и за 2 дена и ги проверија целокупна состојба на семејството Ѓорчеви од 83 година до... И што најдоа? И најдоа дека на крајот се извинија дека ми испаднале расипокучници, трошаджи, дека едноставно не сме биле домаќини како што треба да бидеме домаќини во оваа држава. Сега, ако така може да се направи за 3 акции, простете, може да се направи и за 5.000 акции. Може и за 9 може и за 9 стана. Може и за 10. Значи, пазете, тука се работи за... Имате документи во ДКСК, имате и во ДКСК, имате и во управа за приходи. Тие стојат. Сите наши документи, пишувал Маријан Ѓорчев, кога имал, што имал кога стапил на функција 96-та градоначалник во Кисел Вода, што имал кога завршил амбасадор 2020 година, служба 24 години во државата. И вие се тоа че видите, ќе споредите што сум имал тогаш, што имам сега. Зборувам во лично име, не зборувам за други луѓе. И за секој човек може да се провери. Некој може стекнал капитал, бил предприемчив. Јас сум застарен модел од едно друго време. Не ме бива за новото време, има луѓе што ги бива. Направиле, се складиле со времето, се прилагодиле. Артан Груби. Да имаше прашање од гледач каде, мислам дека е јасно тие во Косово и самиот се произнесе. Има една најнова информација од Телма, неофицијално објавена од изутрината, дека му помогнал, односно бил однесен во Косово преку дипломатско возило на почесниот конзул на Косово и собственик на Нептун. Да, тоа е на не купувајте во Нептун, Нептун. Избегнувајте го Нептун, почитувани слушатели. Нептун ни превезува криминалци надвор од државата. Купете си, има и други компании, сега да не ги рекламирам, немаат платено, каде што капиталот е чист. Пак се враќаме. Ча има и Амазон, порачајте си од Амазон нешто. Пак се враќаме на истото. Ако не сакаме да имаме во државата ред, мора некош еднаш да направиме системски за 3 години. Ако ништо друго, нека биде тоа и евиденција
на стекнатиот имот на луѓето во Република Македонија. Како можеме да не направиме евиденција колку општествените вили горе што им беа давани на функционерите на Сојузот на комунистите на Македонија, што ги купува Презатол Гликоров ја откупи за 30.000 марки. Некои други не ги откупија. Не е битно дали бил Глигоров, дали бил Хисен Рамадани, подоцна тие вили се продадоа по 2 милиона марки. И тоа е легално. Тоа е легален стекнат капитал. А како е, дали е тоа правилно, тоа е друга работа. Дали треба така да биде? А земјата и кравите што ни ги зимаа во комунизмот, после тоа со денационализацијата не ни вратија ни десетина од тој имот. Добро, тука си имам своje мислење за денационализацијата, дали можело да се врати или дали не можело. Најпрво грешката е учествува во тие преговори. Грешка беше што прво направивме приватизација, а после денационализација. Значи вие имате државно земјиште, ви знаете на вашиот лист во Кавадарци и мојот имате лист на лозјата, стои дека тоа е на дедо ми Диме, да, Димо Јордан Ѓорчев, меѓутоа пишува државата национализирано земјиште, така? Да. Сега вие, од кој ќе направите приватизација, од кога Тиквеш го купи деловите, не знам, Гоце Делчев го купи Ристо Милев, Крајште го купи некој друг, адвокатот Бабчо, не знам кој таму, од Кавадарци, некои други, вие после ќе правите денационализација дека на тоа земјиште таму било и нива на дедо ми или било нива на некој друг. Значи проблемот беше што прво направивме приватизација, го приватизиравме тоа што беше државно, општествено, и потоа ќе правиме денационализација. Ѓорчев е еден класичен проблем. Еве економист. Јас ова пишував истражување, не е медиумски, не ни смеам медиумски да го објавам, пошто истражување научно. Во Скопје има 81 станови, празни, од една страна. А од друга страна имаме постојано зголемување на цената за квадратот, затоа што пазарно има потреба луѓе негде да се вселуваат. Што значи ова? А и се гради. Што значи ова? Има 81 стана во кои што се заглавени пари, дали се легални, дали се нелегални. Луѓето не веруваат дека може да успее бизнис, не ги вложуваат парите во бизнис, не ги вложуваат во акции, не ги вложуваат во било што, ги вложуваат во станови. Тоа е сериозен проблем за економскиот систем, затоа што тоа го оневозможува живењето на успехот на младите луѓе. Значи, вие не можете да си дозволите стан да си купите како млад човек. Сериозни држави, како Франција, како Велика Британија, сега отскоро и Грција го има тој закон. Ова го регулираат преку два даноци. Првиот е данок на наследство. Односно, кога земате вие и од прва рака вашите деца кои ќе земат наследство над некоја вредност, например во Грција мислам дека е 300.000 евра, тие треба да платат 20% данок за тоа наследство. Велика Британија е 40% за споредба. Тоа е поправилно, според мене. И на таков начин овие, освен фирма која во прашање, фирма која земаш наследство удели, ништо не плаќаш. Но тоа е намерно така за луѓето да не ги заглавуваат парите во цигли. Фирмата ги вложува тие пари, затоа не треба да има така, таа ги вложува во процесот на производството. Сега, а во делот на недвижнини, кога земате вие кога ги заглавувате пари, тие се функционално заглаени. И државата треба да направи метод да ги спречува луѓето да ги заглавуваат парите во станови, да ги извлекува тие пари и да ги вбрезга во БДП-то преку инвестиции, преку производство или преку нешто слично. Согласувам, јас и сум пишал на таа тема, ние и онака имаме доста во однос на населението, имаме некаде по спрема бројот на населението, околу 4,5 милиарди евра имаме штедни влогови, девизни и денарски, структурата е повеќе на девизните, но во секој случај јас сум за таа мерка. Последниот заем пак ќе се вратам на едно друго време, на Светска банка на Социјалистичка република Македонија, што го зема 85-90, беше во развој на земјоделието. Преку Новосадска банка одеше тој. Тоа беа огромни пари, каде што со 20% собствено учество, Светска банка ви даваше кредит на 30 години со камата 1,2%, ама вие морате да дадете собствено учество. Значи, вашиот капитал да го вложите и тогаш се изградија многобројни капацитети. Се купија последната тракторска и комбајнска механизација во Република Македонија. Се направија фарми, се направија потези, значи ја вклучуваш домашната акумулација на капитал преку штедните влогови
И тоа треба исто така да се направи сега. Значи да се извлечат парите од цигли, да се брезга, да се брезга во економијата. А ние во економијата имаме неколку потентни гранки. Едно од нив е прехранбената индустрија, друго од нив е не е само градежништвото. Ние имаме машинска индустрија, ние имаме занаечиство, ние имаме туризам, кој што може да биде многу податливо. Особено тој дел на неразвиените рурални подрачја, етнотуризам, манастирски туризам, тука треба да се вклучи и црквата во тој дел посети на нашите манастирски капацитети. И тука може да се вложат, граѓаните да вложат за објекти, имате прекрасни објекти сега, ресторани, одите према Свети Гаврил Лесновски, во Пишица, имате во Лесново, кај што можете вие преку вашиот капитал да вложите, исто преку ИПАРД сега, да го вложите вашиот капитал што ви лежи мртов или хипотека на станот што ви е наследен од таткови или дедови, и на база на тоа вие да бризгате во економијата, па јас верувам повеќе од милиарда евра, што за Македонија е бум, економски бум, да ги бризгате во разбор, во разбор на македонската држава. Или сме менаџирани. Па не, мала економија сме. Од 4,5 милиарди евра Македонија може милиарда евра, зашто тој е многу мал сегмент, не мора да ги врзуваме ние во благоденчески записи. И вие знаете дека во бизнис кој ги вложувате, тие во БДП се мултиплицираат, затоа што вие му давате на некој не знам, купувате од него репроматеријал, он дава плата, тој троши пари и 1 милиарда не знам колку станува после во БДП-то през сметката, затоа што едноставно таа милиарда потоа ја крева економијата уште повеќе. Љупчо, јас сум работел, мојот живот бил малце аплитуден. Ќе бидете 4 години министер, потоа кој ќе ве запосли? Отварате приватно работите. Јас сум го завложил мојот стан, мојот личен стан, сум го заложил во Алфа банка тогаш, ми беше директорката Полина Черетналкова пријател, и на база на тоа зимав 40.000 евра кредити. Со тие 40.000 кредити јас извезов грози од кавадарци од нашиот Тиквишки регион во Винпром Пештера. И со тоа вие правите прво смедеревката, дигате цената на смедеревката, давате поголемо задоволство на граѓаните. Второ, извезувате продукт во Бугарија, кој што потоа тоа ви го пазете, вие развивате извозна димензија на македонското грозие. И тоа го развивате сериозно. Земјоделците не им плачете на рати, туку им плачете на кантарна белешка веднаш. Зашто банката ви отвора акредитив кон бугарите ви плаќаат веднаш и земјоделецот го добиваше во откупните пунктови во Камендол, во Бегниште ви купуваше веднаш, дента ги зимаа парите. Преку Алфа банка експозитурата во Кавадарци, хотелот Балкан поранешен беше. И тоа функционира. Значи јас сум работел така. Функционирало. Функционираше, го заложувам станот, па сега ако сгрешам, може и да го изгубам. Но поентата е тоа дека тоа што го имате го вложувате. Некој има штеден блок, некој има стан, некој има 3 стана. И ако ги вложи тие, оно што велите 80.000 стана, знаете кој капитал е тоа? Тоа се милиони евра. Ако вие ги вложите во инжектирате во економијата. Еве калкулатор, еве ќе ставиме иако е поише, ќе одиме најнегативна перцепција дека у Скопје 1500 е просечна цена на квадрат, повеќе е у моментот, апсолутно значи повеќе. Тогаш беше јас го вложив, ми го проценува 900 евра. 80.000 стана по 50 квадрати, поголем е просекот, но у просек по 50 квадрати, тоа се 4 милиони квадрати, помножено по 1500 евра, значи тоа се 6 милиарди загладени во цифри. Затоа ви велам, го дадов примерот. Прашањето е, Ѓорчев, ама од кај ба ги извлеко ти држава што има волку мало БДП, кај излече 6 милиарди? Значи, не, првото прашање човек што ќе си го постави е тоа. Ако од плата, не. Значи, од каде овие 6 милиарди дојдат? Еве ги парите од корупцијата, почитувани слушатели. Математички докажано, И на светско ниво ќе ви кажам искрено, Љупче, на светско ниво, ако е светскиот општествен бруто производ 110 милиарди евра, 1000 милиарди, 110.000 милиарди е светскиот бруто општествен производ. Добре. Националното богатство е 600.000 милиарди. Исто и на светско ниво. Националното богатство е 600.000 милиарди на целата светска популација, а светскиот бруто општествен производ е 110.000 милиарди. А долговите веќе се, како долгови превземени од државите кои што учествуваат, се 260.000 милиарди. И тука ќе направите компарација како се движи светот. Македонија не е ништо поинакво од светските процеси. Ништо не е поинакво од светските процеси. Човек да се запраши, еве од каде овие 6, значи ние имаме 6 милиарди евра загладени у
Станот, цигли. во И цигли. мене, во да Македонија. ви кажам, секојаш ми било непријатно кога некој ќе ме праша во Кавадар, јас работам во Кавадар, извезував грозје, тоа ми беше клучно, тоа го имам од дете, тоа знам да работам, тоа сум го работел. И ја не научив тоа. Ја сум од Кавадар. Да, и сега и секој ме прашуваше, абе зошто ти го заложил станот, ќе го изгубиш? Ами ако не ме било, ќе го изгубил. Значи тоа е целата работа. Мора ризикот, ризик и ум, тоа се двигатели на капиталистичкото општество. Ризикот и ум, предприемаштвото и умот да знаете што Надворот Во Данска децата не можат да наследат куќи од родителите освен да ја купат. Добре, ја не се согласувам со толку радикални решенија, но сметам дека например, треба да се стави еден трешхолд. Ја не знам со англиски сум, не знам на македонски како би било. Вчера си пражал конференција. Не знам како да го преведе трешхолд, како линија. Да, линија тоа. Да, он има да речем некоја линија, се што вреди над недвижен измот, над во Македонија би било, не знам, над 200.000 евра, над 150.000 евра, не знам, треба да се испита, да се види, треба да се оданочува со 30-40%. И да видиш после како овие 6 милиарди ќе се вбризгаат во економијата. Затоа што кој нема ќе да стави 6 лјупче, милиарда рековме да се бризга, тој чудо. Значи, тој чудо за Македонија, милиарда да се бризга. Ако им го донесеш тој закон плюс ако им го зголемиш данокот, ако го централизираш. Ние се докажавме дека децентрализирано Ѓорчев не функционираме. Зошто го тврдам ова? Најмалку се наплаќа данок на имот кој треба општините да го наплаќаат. Тоа таму е ужас системот. Не е ни поврзан со Да, ма немаш да се откажам, не да се откаже. Тој данок треба да си го преземе УЈП да си го наплаќа. Треба да се централизира обратен процес. Не се служувам, тоа не треба да се мечират. Лјупче, ние треба еднаш да направиме, јас тоа сум го зборувал и со Груевски и со Ѓоргиевски. Еве сега ако има можност некаде да го кажам и на луѓето што работат во таа дејност, ние треба еднаш да направиме тој наш матичен број кој што е, нели, мојот 041195 и понатаму, тој да биде реперен за мене. Све преку тој број ќе го најдете Маријан Ѓорчев и колку има, и што има, и каде има, и за, на што должи. Катастар, УЈП, полиција. Полиција. Се ќе знаете за мене. И дали имам пријава, или дали немам, и дали имам долгови, на кого должам, дали сум платил данок 2023-2000 за станот што го имам. И така оди тоа, така функционира тоа. Мислам во нормалните земји. Што е суштината? Кај нас се уште е мала цифрата која се плаќа за стан во кој не живеете како данок. Во светот стапки, јас сум прогресивни стапки. Не прогресивни стапки, пример во Скопје. За станот во кој живеелиште. Да. Во станот во кој сте не сте заведени на адреса дека живеете, ако вие сте толку богати да поседувате објект во кој не живеете, значи вие или правите трговска, како се вика, го издавате тој стан, правите пари од него, или од една страна, или од друга страна, онака си чувате имот. Во тој случај вие треба годишно да плаќате според мене 10 евра од квадрат. Тој објект. Зборувам во урбани средини. И ова руралните средини треба да се ослободат од овие давачки. Дори треба да се помогне таму. За луѓето парите од тука да ги вадат, да ги носат на село и така да ги развиваме селата. Но ова е една економска политика како треба да се развива економијата која во Македонија очигледно никој 30 години не ја размислува. Лјупчо, ти влие британскиот систем на едукација. Очигледно. Не. Значи суштината е како да ги принудиш во даночниот систем и во економијата. Мислам дека не е дека откриваме Америка. Не ова откриено 100 пати до се. Апсолутно е волја политичка пред се. Во политичката економија најважно е ти си. Тоа е исто како во организиран криминал кој си инспектор. Ти постојано се бркаш. Он постојано наоѓа како да прави даночна евазија и ти треба постојано да се бркаш со него. Постојано да му ги затвараш патиштата и постојано да се трудиш тие пари да завршат во економијата. И сегде во свет сериозните, нели, даночни институции токму ова го размислуваат. Како да ги натераат луѓе, тоа е државна стратегија. Не е државна стратегија ние сега што ќе правиме со балансерот. Државна стратегија е како да ги натерате луѓето да вложуваат во економијата. Трамп победи благодарение на тоа што сите веруваат дека берзата ќе успее, сите веруваат дека економијата ќе расте. Јас верувам затоа што докажа кога беше на власт дека она што е прво Вудро Вилсон лансираше таа Make Great America, сега они го направи таа мага Make Great America. Значи тоа е тоа. Тој се Вудро Вилсон држал суровица зад грбот и вели
ние да се развиеме, кој ќе дојде, ќе го чукнеме по глава и ќе си бидеме на своето, свој на своето. Сега Трамп тоа го прави, ја верувам во него. Јас во мојата книга сум горд, Искра ја има, тебе не сум ти ја дал. Јас во таа книга пред 4 години напишав дека Трамп ќе се врати, затоа што американската економија неќе може да издржи дисперзијата на целиот свет, неќе може да опстане во современите услови. Уште ова. Значи, замислете, сегде у свет ќе пуштите вести, се случило ова политички случај, па прават анализа како тоа се одразило на берзата. Нашата берза е одвоена од политичкиот живот во држава. Да, и звучи како табу тотално. Значи, ама зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Затоа што во Македонија нема култура на инвестирање. Нашата стереотипи сме ние. Стереотипи и банките и граѓаните. Берзата не существува кај нас. Не работи берза. Кај нас берзата чат пат ќе искористат да проперат некој денар. Не, сериозно сега да бидеме искрени. А знаете зашто не съществува берзата и тоа треба да го, и тоа е добро за анализа. Оделна. Зошто ние не направивме да функционира берзата? Не имавме капитал на малцински акционери кој што вредеше $650 милиони. И јас во парламентот говорев 2004 година и тоа, пазите, го поддржа и власта СДСМ и опозицијата. Тогаш беше Груевски председател, но јас изборував од моја ъгол на гледање. Ние моравме да направиме на малцинските акционери еден, сега не да го гасниме агенција за приватизација, да го да трансформираме во државен инвестиционен фонд. И тие малцински акции што ги има околу 200.000 македонци, $650 милиони, да ги активираме преку берзарски трансакции на фирми од надвор или македонски фирми, или вие, млади луѓе, или Искра, кои што имат идеја како тие, например, 50 акционери малцински во некоја малечка фирма од Тиквешијата или не знам од Валандово, да може да активира таа фирма која што потоа пропадна. И пропадна $650 милиони, така се изгубија во Македонија. Ако тие беа на берзата преку државниот инвестиционен фонд, државата не е секојаш лостопанственик, зашто таа ќе го продаваше преку брокерите, ќе се развиеше брокерството, ќе се развија сите спорадични институции и ние ќе ги влизавме тие пари на берзата и ќе немаше тогаш гаснење само големите фирми кои што ги имат пакетите, менаџментот бајаут, менаџерите да продаваат и да купуваат. Сега можам да продам толку акции од Алкалото или толку ќе купам од М6 ќе купи во Тиквеш или ќе купи некаде. Не, малцинските акционери преку представникот, преку брокерот ќе учествува на берза и нашата берза ќе живееш многу се $650 милиони на Македонија, ако беше тоа убризгано на македонската берза. Но тој закон за гаснење на агенцијата ги уништи тие $650 милиони, тие се дисперзираа и еве моите 17 акции во вредност од 30 денари, немаше кај да ги пласираме од Стопанска банка. Ми пропадна. Уште ги дадеш? Ама не, пазете, па имав 17 акции. Пазете, тоа е предност. Не е битно колкаве акции се. И ќе можете вие на берзата да ги продавате. Ја прв пат кога купив во Vanguard акции пред години, и сега е дел од портфолиото, нели, на акциите што беше во Кока-кола. Сега ја купив за €100 акции. И јас седам и му викам на другар ми, ти знаеш дека седиш со газда на Кока-кола, ти викам Кока-кола е моја фирма. Сега €100. Ама сепак како да ти кажам, ама нема тука подценување. Дали е удел од 0,01 удел е? Точно. Овде е 0,000, али значи сепак газда сум у Кока-кола, сега што сакате од мене? Учествуваш во развојот на пазарната економија. Да. Ти лично. Во Америка, не овде. Во Америка, затоа што Кока-кола не суштествува овде, а ја би си купил и во Кожувчанка, ама не акција од недеско друштво до Еле. Или до... Па види, ние како кавадарчани логично е било да развиваме Кожувчанка и Горска и сите треба да развиваме. И Синалко треба затоа што е добар пијалок. Така мислам јас. Ако ни се понуди така серија на прашања на Искра уште овој предлог. Ама серија, леле 10 и 10. Да ја префрлиме берзата во Кавадарци и да почнеме да трансформираме доели во акционерски друштва, да го почнеме Кавадарци да стане и финансиски центар на Македонија, и здравствен центар. Имаме прекрасна болница, можеме дел од некој одел како што е во Словенија, Словен градец е например за бубрези, операција, хирургија, можеме во Кавадарци било кој дел од здравството, дали е гинекологија, дали е офталмологија, прекрасна болница направена со самопринос од кавадарчани. Да го пофалиме кавадарчани, тие го градеа градот, јас барем знам, кога сум живел, направија 5 годишен самопринос канализација.
направија 5-годишен самопридонес цевки за водовод од Лукар до Кавадарци, направија 5-годишен самопридонес за Мито Коџевасилев, јас сме спортска сала, направија болница со своји пари. Си го сакаат Не чекајќи од државата. да. Тоа само Кавадарци во Југославија и во Македонија го има направено. Нас си ни фали малку За љубов 30, кон татковината во било која смисла. Не, Еве да ги Кавадарци мислам, ни се тоа е за факт, пример. тоа е Си факт. го сакаат град. Кавадарци де факто се граничи со Грција сега, нели по Преку и премин ќе правиме. вако- Сега е Да, актуализирано. и после преминот ја имаме и последната пречка да прогласиме независност. Ние ќе се граничиме со Македонија, со Грција. Тоа е тоа. Да се отцепи. Искрено тука Држава. не бил добро тука. Ова е Јас сум премин. Може функционална соработка со Грција. Иначе не, али до можеме тука не би одел. Да, до тука. Не да влеземе у федерација со Грција, независни да си бидеме. Да, Независни од Македонија, од Грција ќе тргуваме. Иначе ви Со Сега сите. си го кажам, да, и го повторувам. пред да истина само 2 минути пред да Не, само едно прашање ќе ви поставам на крај бидејќи сме 10 До крај ли сме? Готово. Да, не, докажете. Не, Само. сакав да Слободно. кажам А нешто зашто за не, Кавадарци и Воден. Значи, 2000 година градоначалникот Панчо Минов дојде кај мене и вика, министре да го обновиме Тиквешки гроздобер. Добро велам, што треба да се направи, тоа треба да се направи, ама викам, викнете ги Воден, градоначалникот на Воден е независен и Ристо Јановски беше мој помошник министар, вика, тој го проверив и по татко и по мајка и од една и од друга страна е наш, вика, македонец. И добро дојде момчето, прекрасно момче, убаво, дете седиме, јас таму дојде до мене, зад него тие се очилата од нивното и англиски зборуваме од нивното обезбедување. Изборуваме англиски и изигра воденките. Јас реков ајде нека дојде нивниот состав уметнички да изиграт на бината пред подборот тука Кавадарци викаме и играат тие. И тој гледам солза му тече на момчето. А и мене ми тече солза. И јас го прашувам и тој ме гледа, вика, министре, игреа токму така како што требеше. А викам, вие зад нас? Сега тоа помина виче, вика. Значи, тоа че суштествува и понатаму, Кавадарци и Воден се збратимени градови. Не, Да, одлично. Тоа сега да ви кажам. Мислам дека веќе си имаме доволно БДП и развиена економија таму. Република Северна Македонија ни е веќе товар, што нема потреба да го носиме, така што Нека заврши темата Прва тука Тиквешка во однос на република. ова. Да, Значи, Прва Тиквешка република. Не, гениален. Само не го стави као наслов, ама жиди се кој ќе завршиме без визија. стари Оти Тиквешка да го стане многу нестрашно заврши, немој да. Добро сега, идеме нови. Независна. Да. Добра, пред да завршиме, сакам да го искористам условно речено амбасадорот, бидејќи македонско-бугарските односи ги има во мал прст, ги следи историски во секаква смисла од политички и па и економски секаков друг аспект. Има една иницијатива, не е иницијатива, односно предлог или изјава дадена за 360 од Брисел од известувачот за Македонија во Европскиот парламент, австриецот Вајц, на името не ми текнува, кој вели дека решението на спорот со Бугарија би бил нов билатерален договор, кој од правна смисла мислам дека ќе биде проблем заради повторно консензусот од сите членки дури да се донесе таков нов договор. Но што мислите за една ваква идеја за решавање? Значи нов билатерален договор со Бугарија во кој таа ќе се обврзе дека повеќе нема да има и услови така на. Значи јас секој сум тврдел дека во член 13 став 2 ние имаме значи право меѓународно признато Македонија да достави анекс во кој точки од преамбулата, тоа според мене е став 9, во членот за историската комисија и во членот на реципроцитетот, дека можеме да побареме од бугарската држава да ги разгледа од аспект на тоа што представува нивната издржаност и ако ги прифати, тој договор да биде надграден и позитивно, да делува позитивно на развојот на македонско-бугарските односи. Но не сум оптимиста, морам да кажам. Значи, и да го понудиме тоа, така стои во тој член, ако во рок од една година нема одговор од страна на бугарска страна, тоа ќе се смета дека договорот може и ќе биде неважечки. Меѓутоа, јас сум убеден дека заради ова ситуација на истокот на Европа, она што се случува во Украина, во Молдавија, па сега во Грузија, дека Европа ќе инсистира на едно поголемо единство да го вклучи Балканот како меко ткиво, како предворието, антрето на Европа од Азија и од Блискиот Исток, како еден вид заштитен механизам и дека таа идеја нон-пейперот на Словенија и на Германија, дека веќе за билатерални прашања не треба да има вето и дури ако има, да се одфрли со просто мнозинство, што е многу важно. Значи, ако има 27 членки,
ако не тешко никој ќе собере 14 членки да за билатерална да се соберат. Тешко е да се направат тие реформи. Може би во некои земји ќе треба и референдуми да се прават. Некаде да, но објективно Европа е во таква ситуација сега, ако сакаме да сочуваме она, јас еве како поранешен председател на Пан Европа и долгогодишен во таа соработник во таа невладина организација, Европа е цела, ако е цела, нели, Пан Европа, цела Европа е само ако сите земји од Европа се дел од Европа. Значи Европа ако сака да остане единствена, ако има кохезија, да го градиме тој европски патриотски дух, ќе мора малце посериозно да се зафати со проблемите на Западен Балкан. И тука таа идеја, Љупче, мислам дека може нема да биде тоа брз процес, брза линија, нели, може ќе треба 4 до 5 години или 4 до 6 години, но во секој случај едноставно билатерално прашање, ако биде проблем на проширување, нема понатаму проширување на Европа. Никој нема да се прошири. Нити Украина ќе стане членка, нити Молдавија, нити Грузија, нити Македонија, нити Босна, нити Црна Гора, нити Србија, па дури ни Албанија, затоа што билатералните прашања се толку осетливи тука, ни расцепкани. Вие сте во чист пример, господине Ѓорчев, дека Глигор Бишев што бара да се зголеми за пензионирање границата е целосно во право. Таква концентрираност ова утро. Такво знаење. Секогаш, Ја мислам дека навистина е штета што сте во пензија и дека ова треба да отиде и изнад тие 67 години. Значи, затоа не можам. А мога рече редок пример. Ја не можам тука да коментирам, сопругата е среќна што е во пензија. Тука сме од мене 2 години помлада, значи ќе има расправи од тука. Ќе има војна, да се вратиме на независната Тиквешка република. За прв пат од македонска страна некој ваков регионален но извесен проект. Ворувајте доколку не Иначе идејата не е моја за здравствениот центар, тоа е идеја на исто кавадарчани видни професори Чиро Велков, ги знае Љупче, Александар Лазаров, Шахпазов, професор Димитров, тие сите беа од кавадарци, од тиквешијата, професори видни на разни области, кардиологија, интерна медицина, гинекологија, и тие сите предлагаат новата болница да биде еден центар регионален за одредена област во која што може да се развие кавадарци. И да ги спомниме тие луѓе, затоа што се тие многу значајни за развојот на македонското здравство и беа столб на, речеме, на една кавадаречка, така да кажем, идеја да се развие регионот пошироко. И штета што не ве слушнавме и вас и Златев Сабајлево. Јас ве слушнав интимно, ама гледачите како си дискутирате на кавадаречки беше многу интересно. Јас и Ѓорчев сме единствените кавадарчани кои се прилагодија на скопското наречие. Уште една анекдота на крај да ви кажам. Може, супер. Правиме доаѓаат црногорците 2006 година да бараат од нас 2005. Криво Капиш беше председател на собранието и јас бев тогаш независен пратеник, водев независна пратеничка група, беше доајенот Андов, беше водач на нашата делегација, беше Љубис Иванов Дзинго, Бог да ги прости двајцата, беше Тито Петковски, Никола Груевски и јас бев. Од другата страна тие сите 1,95 м, ние сите 2,70 м, мислам, на нашата македонска делегација. И сега Андов почна, нели, српско-хрватски ние како што го учевме, тој му вели Криво Капиш, ми вас све разумиемо, не треба да говорите, и Андов си почна како да рече и така навака, и така натака, и ништо не го овој само праша што прича овој македонските. И после Дзинго си почна неговиот, нели, кратовски говор, да ви кажам, право настане на таква мешанија, тие само преведуваат и на крајот, јас бев на крајот и му викам, ја нема да зборувам на македонски, ќе се обидам некој ваш голем, викам, поет некош да го пошто многу зборуваме, викам за Европа, 2 реченици, викам, немојте се многу уздато европско сунце, обасијаче, али огријати вас нече. И тој стана ми дава рака, час ми е, вечера ќе са мном седјати. И Андо вика, сега ти мора се правиш толку важен дека и црногорски знаеш. Сега ти кажа, па сторис нешто кај Даречки не бива ваа работа, викам да направиме, викам сега. Ја мислам дека толе кавадаречкиот дијалект го има проширено дури до Ирак, дури до Блиски Исток, дури до Обединетите нации, сите го имаат слушнато тој говор, мислам, тоа е очигледно. Искра да затвараме дуќан. Да затвараме, се служувам и проби сме, но вредеше.
Благодарам Пролетна за ма вредеш. поканата. Чест ми е вака што со луѓе што ги почитувам и што ги ценам да бидеме заедно и Публиката да ве едно кафе. обужува и ве да слуша и пиеме ве едно кафе. гледа Да. и тоа е доволен доказ за дека не треба пензијава работа да ја фатите тоа. Значи, почитувани слушатели, имавме со Бишев не се ни знам, значи, но очигледно политиката му е добра, барем Маријан Ѓорчев Па добро се знаеме, заедно студиравме со Глигори. е символ за тоа. Во наредниот период се надевам ќе го имаме и Благој Механџиски. Уште еден пример дека дури може и на 85-6 да се качи тоа линијата за пензионирање, затоа што едноставно си ги бива луѓето и на тие години. Не сите, но да. Останете со нас.